Евроинтеграциите, реформите, потребните чекори кои треба да се преземат за да се одблокира процесот, се теми за кои е потребен национален консензус и мора да се пристапи сериозно. Председателот на СДСМ Венко Филипче настојува да се организира лидерска средба, на која првите луѓе на најголемите партии ќе ги соочат аргументите и ќе изградат еден заеднички став како понатаму. Филипче вели ќе продолжил да биде конструктивен и секој предлог што ќе значи одблокирање на процесот би бил прифатлив, вклучувајќи ја и сугестијата на председателката Сијановска-Давкова за нов протокол со Бугарија, но без можност за вето. Тој момент на толкување на протоколите, прво. Понатаму еве во јавноста излегува еден предлог од председателката, можноста да се разговара и за некој нов протокол. Третата работа, да изнајдеме начин да можеби се модифицира работата на Историската комисија, да побараме на странски експерти да присуствуваат и да учествуваат во таа работа. Јас ќе продолжам да апелирам, да бидам конструктивен, да се обидувам да изнаоѓам предлози за кои што би разговарале. Ова барање за лидерска средба доаѓа откако пред еден месец Филипче се сретна со премиерот Мицкоски. Тогаш се договорија разговорите да се одвиваат преку работни групи и власта и опозицијата да изнајдат заедничко решение. Од владата велат дека Филипче не треба да ги користи можностите за лидерска средба за да си го крева рейтингот. Венко Филипче преку прилики за лидерски средби да не си го крева рейтингот. Лидерска средба имаше пред еден месец и во овие моменти не гледаме потреба за тоа. И додека партиите се препукуваат дали да има лидерска средба или не, од Националниот совет за евроинтеграција денеска беа испратени пораки дека покрај уставните измени Македонија мора да си ги исполни домашните задачи. Во поглед на реформската агенда, учесниците се согласија дека Македонија е лидер во регионот и прва ги искористила парите од планот за раст. Институционализација на промените, поставување на координативен механизам, дигитална инфраструктура која ги подкрепува процесите, сето ова создава систем кој не зависи од политичката волја, туку од врските и законската рамка. Клучните закони и промени на политики кои што ќе ги правиме како општество, не само како влада, туку и како собрание, но и како приватен сектор, затоа што тие ќе не донесат до подобро живење на македонските граѓани тука во Македонија. Инаку, дел од парите од Европската комисија се за директна буџетска поддршка, а дел за инвестиции, проекти и социјоекономски развој, со јасна врска помеѓу реформите и подобрување на животниот стандард на граѓаните.